македонска јавност, колеги, почитуван премиер, сакам најнапред да започнам со една информација која често во деновиве изминати се спомнуваше дека од страна на новинарите дека овде во собранието се зборува за се, само не за разрешувањето на актуелниот министер за здравство. Иницирано од сето тоа, јас го земав експозето на премиерот и почнав да анализирам колку пати тој во неговото експозе, да не случајно сгрешив, во мисливе додека тој зборуваше, да проверам колку пати премиерот во експозето го спомна актуелниот министер, што е тема на разрешување за здравство министерот, колку пати е спомнат. Почитувани колеги, во ова експозе разрешување збор не постои. Во вкупно кажани 2040 збора од страна на премиерот, во време трајање од 10 минути, тој ни еднаш не се осврнал на темата разрешување. И ова е класичен пример за тоа како се функционира во државата. Кога првиот не го почитува тоа што треба да се почитува, што да очекуваме од другите и од останатите. Јас ќе се задржам на неколку дела од вашиот говор. Првин ќе земам следново. Точно знаеме да разликуваме добро од лошо. Значи, во оваа фраза која вие ја спомнувате, точно знаеме да разликуваме добро од лошо. Добро беше заканувањето на Тренчевска. Така вие го разликувате доброто од лошото. Кога се закануваше на наставниците кои штрajкуваа и вработените во градинките, дека нема да земат плата ако не го престанат штрајкот, тоа е добро или е лошо? Добро е вработувањето на сопругите од вашиот кабинет. Да, сопругата на Бочварски, заедно со сестрата, во ист ден вработени. Па знаете, имаше еден наслов «Среќа и радост во домот на министерот Бектеши». А што се случило? Вработување на неговата сопруга. Сега, дали е тоа добро или е лошо? Лошо. Вие нема да излезете да кажете дека е. Добро е за вас, бидејќи вие гледате само личен интерес. Вие не гледате за народот. Вие го гледате вашиот личен интерес. Ке продолжам да ве убедувам во тоа и да ви докажувам дека е тоа вистина. Второ, точно знам да направам разлика од заедничкото и личното. Ние досега, кај вас, го гледаме само личното. Па зарем мислите на народот кога дозволувате вашата сопруга да се богати, а со тоа и вие? Зарем тука нема разграничување лично и заедничко? Повеќе е лично. Зарем мислевте на народот кога дадовте 400.000 евра за 4-дневна сајмска промоција на вашата омилена рейтинг агенција? За вашата омилена рейтинг агенција во време на криза има, ама за народот нема. Овде има личен профит. Зарем мислевте на народот кога доделувавте и обезбедувавте државни тендери за фирмата Квазар, може би кога ги доделувавте и на Pixel Group финансиите, милиони евра државни пари на намерно создадени фирми за ваше лично богатење, ама кога го правевте тоа и денес гледаме дека е точно знаете да направите разлика од заедничкото и личното. А јас сега, со овие примери само, ви докажав и на вас, и на јавноста, дека вам приоритет ви е личното. Личното ве издава и во некои други моменти. Во целиот овој говор, делумно и колешката претходно, но исто така и јас ке ви кажам, постојано се обраќате во прво лице еднина.
Јас, само вие, јас така гледам, велите, јас сум убеден, јас за тоа можам, јас, постојано само јас, цело време во вашиот говор. Но знаете што е најинтересно? И фактите не лажат овде. И не калкулирам и не се грижам за личниот рейтинг, рековте. Вие и те како се грижите за вашиот рейтинг? И треба да се грижите, бидејќи истиот многу ви опаѓа. Но не на ваков начин како што го правите тоа. За 10 дена на вашата Твитер страна имате ставено 5 видеа кои се едитирани, скапо направени и сакате да не убедувате дека не се грижите за вашиот рейтинг. Ама знаете што е најинтересно? Најинтересно е што на тие видеа знаете колку допаѓања има? Максимум 10. За тоа ли се трошат, премиере, државни средства? За тоа ли цело време говоревте јас на тема разрешување на министерот за здравство? Дали е тоа исправно? Но одговорот и да ви го кажам, нема да ми го разберете, заради тоа што не сакате да го разберете. Не е исправно и не треба така да биде. Тие пари во време на криза и те како треба да бидат кај граѓаните, а не да се користат за себе промоција на министерот, пардон, се извинувам, на премиерот, кој е, патем прочено да ве подсетам, прогласен за трајно неспособен, нелегитимен, крајно коруптивен премиер кој за жал се уште овде го имаме. И сега, пораката од јавноста дека не ви е место во владата и те како секојдневно ја гледаме. И сега, за на крај се прашувам јас, зошто само за Бекир Сали зборуваме за разрешување? Зошто ќе зборуваме и за останатите двајца министри? Зошто не зборуваме за Оливер Спасовски за разрешување? Зарем не заслужува Оливер Спасовски на толку криминал, на толку нелегални активности да зборуваме за разрешување? Зарем министерката за култура, која го направи Министерството за култура институција за некултура, несјајната Бисерка, не можеме да ја разрешиме, не треба да се разрешува. Зарем Јетон Шакири со неговото неработење не треба да биде предмет на разрешување? Зарем Артан Груби величенствениот не треба да го разрешуваме? Ве молам, на реплика јавете ми се и се да ми кажете, а вака од место да не ми дофрлате. Зарем сите тие не треба да се разрешуваат? Треба да се разрешува целата влада. Имам што да зборувам уште многу, но на крајот сакам да кажам една интересна појава што се случува кај вас, конкретно како председател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и на колегите исто така. Колеги, доста читате спремни говори, како што прави вашиот премиер, председател, верувам дека истото и вие ќе го направите. Резултатот е тој, кога може на усмени пратенички прашања, веќе да го има спремен писмено одговорот премиерот, излегувате на реплика, не знаете колегата што ќе каже и го кажувате од писмено одговорот, престанете со тоа. Полемизирајте на она што е тема на зборување. А тема на зборување е напишаниот говор на вашиот председател, што го прочита за разрешувањето на Бекир Сали, а не спомна ни еден збор за разрешувањето. Видете го експозето. Еднаш зборот разрешување не е спомнат. И сега зборуваме за квалитет? Не. Додека сте вие овде, нема квалитет. Ви благодарам.